Добар ден и добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Како и вообичаено, во петок соработуваме со клиничката болница Жан Митрев. Не постои волшебно стапче за губење килограми, но има чекори што може да се преземат за да се намали телесната тежина безбедно и трајно и при тоа да се влие на подобрување на здравието. Што се тоа добри, а кои се лоши диети и какво е тоа здраво слабење? Ке ни објасни гостинката која што е во студиото на Телма. Добар ден за Марина Релушковска, нутриционист во Жан Митрев клиник. Добар ден, Марија. Драго ми е што денес веќе можеме да поразговараме за исхраните, популарни диети и како добро да слабееме или да го задржиме совршеното здравје и во овој период од годината. Се повеќе луѓе имаат проблем со вишок килограми, а интересно е тоа што повеќето од нив имаат лоша крвна слика, односно кога ќе направат лабораториска анализа, обично се покажува дека имаат намалено серумско железо и тука се знаците за подхранетост и покрај тоа што внесуваат многу храна. Зошто е тоа така? Да, не мора да значи доколку внесуваме многу храна, дека ја внесуваме правилната храна за нас, нели, потребно е железо, потребно се витамини за да добиеме добар хемоглобин во крвта. Од тука може ние да имаме висок калориски внес, кој што изворот се пецива, каде што може да имаме многу тестенини, многу масна храна, скара или храна приготвена небалансирано, да не внесуваме свежо овошје и салати. Со самото тоа ние ќе добиеме повеќе килограми, повеќе енергија, ќе наталожиме во телото маса, но не сме внесле тоа што ни треба. И континуираната таква исхрана ни дава уште повеќе таложење на килограми, бидејќи организмот има потреба од нутриенти, има потреба да кажеме од железо или магнезиум или калциум и бара храна. Никако не може да се засити, а ние упорно не го даваме тоа што ни треба. Затоа во таквите моменти кога гледаме дека чувствуваме континуирана глад, постојано имаме потреба од некои такви празни калории, добро е да се советуваме со стручно лице кое што ќе ни помогне, барем ќе не упати да направиме една биохемија, каде што ќе се види што имаме во организмот и да дадеме некој совет како пациентот правилно понатаму да се храни, да може да ги создава своите оброци, се со цел да биде ем здрав, ем да има нормална телесна маса. Значи тоа е аларм да се запрашаме каде грешиме и да побараме стручна помош за да ги надминеме овие проблеми, бидејќи не вишокот килограми само естетски проблем, туку е очигледно и здравствен, а вие ќе ни појасните и многу аспекти за ова сега што го наведов. Го споменавме намаленото железо, односно хемоглобин, но некои имаат и покачени триглицериди, потоа шеќер во крвта, може да имаат и холестерол покачен и слично. Дали со регулирање на режимот на исхрана може да се решат сите овие проблеми? Така е, да. Со регулирање и со правилна исхрана, следена од нутриционист, се ова се надминува. И тоа се надминува успешно доколку самите пациенти се истрајни и си ги придржуваат принципите кои што заедно сме ги заклучиле. Да кажеме, кај секој пациент е различно, бидејќи некој станува наутро во 5, има шанса за прв оброк околу 7, има напорно темпо по текот на работниот ден, ги адаптираме оброците, но се со цел да постигнеме здравје, добро здравје. Еве да кажеме кај високиот шеќер во крвта, односно покачена гликоза во крвта, со правилна исхрана, со балансиран внес на јаглехидрати, доволно внес на протеини и масти и малку зголемена физичка активност, не мора да биде ки знае каква, но може да биде пешачење, возење велосипед или пливање, нешто што не многу не замара, можеме за 2 до 3 месеци да го регулираме тоа ниво на шеќер во крвта, а понатаму со добра исхрана дури и да ги тргнеме и лековите. Зборувам, ако тоа е почетна фаза на диабет, само со лекови, односно таблетарна форма. Не зборуваме за тој диабет каде што веќе инсулинот е вклучен. Така и со останатите, си женувам, холестерол, триглицериди, можеме со
додадени течности, со додадени цедени сокови од лимон, Макдоналдс, селер, сето тоа да го избалансираме, да не биде нешто тешко и премногу да не оптеретува во секојдневниот живот, да ние не можеме правилно да функционираме, со некои моменти да ги променеме и да го подобриме здравието. Многу луѓе се плашат да држат диета, бидејќи постојано чувствуваат глад. Доколку диетата е добра, треба ли да биде присутна желбата за храна постојано? Персонализираниот пристап кај секоја единка е клучен, сметам, за да не се чувствува нит под стрес, нит глад, нит да биде тоа нешто тешко, што секој ден ние не можеме да го оствариме, така да според мене не би требало пациентите да чувствуваат глад. Може да чувствуваат навечер, доколку претходно јаделе доцна во вечерните часови, и тоа сепак не е добро да се јаде после 8, после 9 часот, ако легнуваме, да кажеме, на кај 1, ако легнуваме на кај 11, добро е да завршиме со оброците 4 часа пред, да може телото да ја свари храната, желудникот да ја испрати низ цревата, вечерта да се апсорбира и наредниот ден повторно да можеме да внесуваме храна. Што значи, од моја страна, како нутриционист, дозволено е малку глад да чувствуваме навечер, но може тоа да го средиме со шолја чај, вода или може топол напиток, оризово млеко, бадемово млеко, што не е нешто тешко пред спиење. Останатиот дел од денот би требало да имаме балансирани оброци, да кажеме кај диабетичарите, за да немаме дисбаланс во шеќерот, ќе дадеме 4 оброци, ќе дадеме 5 оброци помали, но редовни. Они никогаш нема да почувствуваат нит стрес, нит ќе им се јаде, а ќе можат да си ги извршуваат обврските. Кај лица што имаат пак премногу обврски, ќе дадеме 2 оброци и некоја ужинка во меѓувреме, кога ќе имаат 5-6 минути слободно, за да можат да функционираат исто така безпрекорно во текот на денот. Сепак, гладта не е дел од една диета и диетите со гладување не се добри затоа што ствараат малнутриција. Кај секоја единка може да направиме страшна малнутриција, губење на косата, пат на косата, слаби ногти, проблеми со кожата, па се до испостување на организмот и користење на сопственото висцерално масно ткиво за задоволување на енергијата. Кога одлучуваме да држиме диета, обично го прескокнуваме појадокот. Дали тоа е прифатлив и ефикасен начин за губење килограми? Има многу трендови и сепак зависи од единка до единка. Еве да кажеме со intermittent fasting се препорачува нејадење, односно гладување, да, така? Се препорачува 8 часа, од 24 само да јадеме. Сега кога тоа го воведуваме, некои лица сакаат да јадат наутро и да почнат од 8 до 4 попладне, тие 8 часа со јадење, некои лица сакаат да не јадат појадок, па да почнат од 12, 8 навечер да им биде последниот оброк. Сепак е индивидуално. Јас не би можела да препорачам не јадете појадок, јадете вечера. Секој организам различно функционира. Доколку јадеме појадок, да завршиме малку порано со вечерата, за организмот да има време да се исчисти до следниот ден, да внесуваме течности. Доколку не јадеме појадок и можеме да издржиме, тогаш ручекот нека не биде преобемен, за да не внесеме дупло калории, да направиме стрес, да го прошириме желудникот. Желудечната киселина би била недобро искористена и не може добро да ја прифати храната. Варењето е поспоро, доколку не јадеме појадок и после за ручек внесеме поголема количина. Значи, се тоа да биде избалансирано. Ако се одлучиме на чекорот без појадок, тогаш ручекот би требало да биде нормална количина, ама да имаме уште една ужина и една вечера, која што ќе биде во прикладно време. Сепак, секој треба за себе да си знае што е најдобро за телото. Има една народна поговорка, вели, појадокот изиди го сам, ручекот подели го со пријателот, вечерата дај му е на непријателот. Да. Е сега, значи не мора баш вака да биде распоредот. Да појадуваме добро, па потоа да ручаме и вечерата. А вечерата може да се прескокне. Доколку одиме на ваков начин, според оваа диета Доколку јадеме појадок, тогаш може да не јадеме вечера. Доколку ние си ги внесиме потребните материи со појадок, ужина и ручек, не мора да вечераме, но ако земеме само еден оброк, дали тоа ќе биде доволно за све ние да внесиме? Сепак тоа е, секој треба да води
малку да знае за протеините, аглехидратите и минералите и витамините како да се внесат преку храната, па тогаш ако не се внесени не мора да вечераме. Сакам да кажам, ако е потребно дневно да внесеме 120 мг витамин С и ние успееме со еден оброк, тогаш може сме ја задоволиле таа потреба. Но ако не можеме со еден оброк, треба да ги поделиме правилно оброците во текот на цел ден, што значи секогаш е индивидуално тоа. Да ги поканиме гледачите во денешната емисија да се вклучат со нивни прашања, кои диети се добри, кои не, што е тоа здраво слабење. Ќе ни појасни денешната, односно веќе ни појаснува денешната гостинка. Тоа е Марина Релушковска, нутриционист во Жан Митрев клиник. Вие можете да се јавите да поставите прашања на оваа тема. 3076 677 е телефонскиот број на кој што можете да задзвоните, да не добиете и да се вклучите во програма. Секако добре дојдени се вашите прашања при конципирањето на емисијата. Марина, со некои диети губиме нагло многу килограми, со останатите пак поспора. Така. Кој пристап е подобар, поздрав? Да, Знаеме познато кој е. е попосакуван. Попосакуван, според мене, пристапот ем да губиме килограми, ем тие да останат изгубени за секогаш. Не тоа да биде како еден јојо ефект, кога ние ќе прекинеме со одредена диета, пак да се вратат килограмите. А се враќаат затоа што на самите пациенти не им се пружа едукација како после диета. Што да правиме, што е добро за нас, што не е добро. Знаеме, познаваме диети како кетогените исхрани или исхрани со многу протеини, каде што брзо се губат килограмите. Се губат затоа што не внесуваме јаглехидрати, и внесуваме повеќе протеини, повеќе масти, кај кетогените функционираме на кетони, кај протеинските губиме, значи, јаглехидрати и брзо слабееме. Но, во овие исхрани би требало да се внимава после прекинот за да се воведе пациентот во една нормална исхрана. Затоа е добро да се соработува и после самата диета да се соработува одреден период со пациентот, да се каже за вас е добро дневно да внесете 120 грама јаглехидрати. Од тука, што представуваат јаглехидрати? Да кажеме ориз, компир, леп, какви видови на јаглехидрати имаме и како тие влијаат и како да ги внесуваме, дали во пржена форма, во варена, во печена форма, овошјето, кога да го внесуваме и што да правиме. Кога сите овие моменти на еден пациент би биле јасни, он сигурно нема да земе цела пица да ја изеде и да се надева дека ќе остане слаб, ќе знае дека тоа не е добро, знае што точно грешава и не би се тие јојо ефекти биле така чести како што се. Не би се надевале дека би останале слаби. Колку што калории внесуваме, треба и да потрошиме. Останатото што го задржуваме ќе биде додадени килограми. Имаме веќе гледач кој што очекува вклучување во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Имам голем проблем со килажата. Така. Ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот и да го следите разговорот во слушалката. Само на тој начин можеме нормално да комуницираме. Океј. Еце, сега добро ве слушаме. Да го слушаме прашањето, значи имате проблем со килограмите? Да. Пред се да ве поздравам. Благодарам. Убава ми е вие емисијата. Благодарам. Ве следам почесто. Драго ми е. Па успеав да ве добијам и да се решам вклучите, барем така. некој проблем. Ајде, ќе ни биде драго ако го решите. Да. Вака, веќе подолго време имам проблеми со килажата. Воедно имам и тироидна жглезда. Имам испробано секакви диети и не помага. Пред долго време, може има поминато 7-8 години, со добра исхрана, за скоро 4 години, полека успеав да намалам 45 кила, со тоа што ја стабилизирав и тироидната и исхраната. Така? И сега килограмите после долго време се вратија. А имам 41 година. Така. Само да ве прашам, намалена ви е функцијата на тироидната жлезда, така? Во хипо сте? Да, Добро. хипо. Добро.
Сега ви интересира што може... Хашимото, мислам дека. Добро. Сега ви интересира што може да направите за повторно да ги намалите килограмите, секако да задржите таа килажа. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Докторке, многу пациенти со проблем со намалена функција на тироидната жлеза се жалат на вишок килограми. Прво, дали е ова поврзано како проблем? Да, проблемот потекнува и од самиот момент на воведување на еден пациент со таа диагноза, односно малку повеќе би требало да обратиме внимание кон делот што точно да се јаде кога на пациентот се презентира таа диагноза. Да не се продолжи со истиот начин на исхрана како и претходно, бидејќи самото намалено лачење на тироидната жлеза бара поинаков лајфстайл. Бара да јадеме повеќе свежа храна, поредовни оброци, помали оброци, да храната може добро да се свари и сето тоа пропратено со доста физичка активност, а од друга страна, тироидната жлеза кога не лачи доволно, ние немаме толку желба. Немаме ни сила. Уморни сме постојано за физичка активност. Физичка активност и тоа ти е како една вака, како точно да ја балансираме. Да, треба и поддршка на пациентите и јас замолувам доколку сака слободно да се јави кај нас и да поразговараме со гледачката, да дадеме некои совети за да може да има подобар и нормален живот. Индивидуализиран, претпоставувам, пристап со одредено меню. Да. И тоа се следи и со поддршка, и со консултации постојани, дали ова добро, дали не е добро, дали да продолжиме на овој начин да го правиме тоа што го правиме. Ова ми смета, јас не можам да продолжам на овој начин, па да вметнеме нешто ново. А само да би одговорила на незиното прашање, најдобро е да се јави, да поразговараме, да видиме каде точно лежи проблемот, дали се внесуваат доволно оброци. Важно е да се внесуваат доволно оброци, но мали, за да не го оптеретиме и лачењето на инсулинот и да имаме еден дел на пат на енергијата во организмот и тоа повеќе да биде свежа храна. Свежата храна дава и свежина во секојдневниот живот. И од тука, со добра физичка активност, со поддршка од тренер, од нутриционист и од самиот матичен лекар, може долготрајно да се направат промени и килажата да се намалува. Тоа е вистина и тоа ние го правиме во секојдневната пракса. Но не е како еден вид давање мени и вие следете го. Добро е во ваквите случаеви да имаме и поддршка секојдневна за да се разбуди таа мотивација која што на еден начин тироидната жлеза ни ја намалува. Споминавте мали оброци, мали порции, па како да процениме дали една порција е голема или е мала? Така е, да. Јасно. Па тоа е едно добро прашање кое што треба да си го знае секој од нас. Јас би кажала да јадеме и додека малку се чувствуваме гладни да прекинеме. Тоа е доволно за нас и така ќе го ние истренираме организмот да немаме потреби од огромни оброци. И сега има две потреби во организмот при хранењето. Чувството на глад и чувството на ситост. Не мора да јадеме за да се чувствуваме сити, а кога ќе се прегладниме, најчесто јадеме додека се чувствуваме сити. Затоа да јадеме редовно, помалку, еве да кажеме, малку би било оброк до 300, максимум 400 грама, но микс со салата, микс со малку месо или растителен протеин и јаглен хидрат. Тоа би било еден добар оброк до 400 грама. Не би било добро да јадеме оброци кои што се 500, 600, 700 грама или тоа е некој калоричен оброк од типот на тестенини, со сирење, со месо, се тоа заедно зачинето. И ако имаме еден таков калоричен оброк, би требало да имаме и помала грамажа. Или да биде мала грамажа од тоа комбинирано со салата. Имаме гледача, веднаш потоа ќе ве прашам за чинија методот, бидејќи одиме натаму. Добар ден. Повелете во програма. Поздрав до водителката и до гостинката. Ево и јас како претходната гледачка што ви се јави да го споделам мојот проблем. Исто се работи за намалена функција на тироидната жлеза, меѓутоа кај мене комбинирано и со Хашимото синдромот, односно енормен пораст на антителата. Како јас го решив мојот проблем, бев на лекар, препорачена ми беше терапија за жлезата, меѓутоа хормоналната терапија
драстично не ја поднесува, односно има појаки симптоми од самата терапија него ли од самата болест. Истражував многу и пред 3 години одлучив да станам веган. Веган, меѓутоа со исклучување на секако вид на шеќер, освен онај природниот во овошјето и зеленчукот, и исто така испрлање на глутенот. За само 3 месеци хормоните си се доведаа во ред, антителата драстично паднаа, не се доведаа во нормала, меѓутоа за 3 месеци никој не верувам дека може тоа да го успее. И ден денес сум на таквата исхрана, 49 години сум, со редовно пешачење 3 пати неделно од по пола сат, она лесно пешачење. И не планирам понатаму ништо да сменам, бидејќи не чувствувам ни глад, ниту недостаток на енергија. Па ме интересира што ќе каже вашата гостинка за веганизмот. Ви благодараме за вклучувањето во програма. Не е мал бројот на оние кои што имаат Хашимотов синдром, што се одлучуваат да го отстранат глутенот од исхраната. Да. Па и некои стануваат вегани. Дел од нив се задоволни од резултатите. Да, веганството како начин на исхрана се повеќе станува тренд, не поради нешто друго, туку поради својата сама природа, дека нуди здравје. И сепак ја спомнавме свежата храна, свежината што ни ја дава во секојдневниот живот, енергијата да можеме да функционираме. Што значи, јас го поддржувам тоа и секој мој ден од прилика се движи во таа насока, но пациентката ја поздравувам, браво, супер резултати и тоа и сите истражувања го покажуваат. Кај глутенот исклучувањето би кажала дека доколку се направи испитување на нетолеранција и немаме зголемување на ИГГ телата, немаме нетолерантност на глутенот, испитувањата не покажуваат дека може тоа да биде поврзано со тироидната жлеза, но доколку се зголемени антителата, тогаш и како треба да се исклучи од исхраната. Затоа е добро да направиме испитувања пред да почнеме со креирање на план на исхрана. Супер чекор, кај незет супер делува и кај секој би се така пристапило, персонализирано, да видиме полека. Некои пациенти што не можат да бидат само на растителна храна, имаат потреба од животински продукти може да дадеме, но сепак тоа е балансирано, не може да дадеме само животинска храна или само растителна. Се би било со текот и со работата со самиот пациент. Ајде да проговориме и за чинија методот, што го напоменав пред малку, кога чинијата е поделена на половинки, четвртинки, осминки и сите се тие предвидени за различен тип на намирници. Дали е тоа добар пристап при држењето диети, како треба да биде соодносот на протеини, аглехидрати, свеж овошје, зеленчук? Како е тој чинија метод? Чинија методот е баш еден добар метод, без разлика дали се храниме вегански, вегетаријански, имаме балансирана исхрана со животински и растителни производи. Чинија методот представува една поделба на протеини и аглехидрати. Протеините можат да бидат животински, можат да бидат растителни. Тоа е еден вид на едукација. Доколку еве кажеме, во делот за протеини може да одбереме да ставиме доколку се животински, месен производ, јајце, млечен производ, или ако е растителен, грав, грашак, леќа, сите легуминози може да ги ставиме тука, јатките или производи како плескавица или некој месен производ кој што содржи легуминози или јатки. И исто така може да земеме некој готов производ веган, што сега се декларира, но да внимаваме на составот и на натриумот во него. Јаглехидратниот дел, поделбата, може да видиме да биде дел овошје, дел да биде ориз, компир, дел да биде овес или просо, киноа, каде што ќе одбереме кој вид на јаглехидрат би го внесле, и масниот дел да бидат повеќе здрави масти. Масти содржат сите семиња, сите јатки, маслата ладно цедени во себе или храната која што е готвена со доста масти, меѓу кои се и животинските млечните масти. Имаме гледач. Да. Ајде да го слушнеме. Во програма е, предпоставувам веќе. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до емисијата и до вас. Благодарам. Јас сум противно од претходните гледачки, значи јас имам проблем со тироидните хормони, но сум хипер. Значи доста изгубив килограми, а воедно и цревното серумско железо ми е слабо. Така да би сакала во однос на тој оглед, значи како да си вратам килограмите. И така.
Така, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланти. Тоа е проблем. Како да се вратат килограмите? Да, исто така голем проблем со кој што треба да се справуваме навремено. Од делот за серумско железо намалено, добро е да имаме една стандардна природна терапија. Нема подобро од природното. Тоа би било може во тегла мед со коприва, со семки од тиква заедно да се помеша, да се јаде секој ден 2 до 3 лажици, зависи ако не сме диабетичари секако. Семе од коприва? Семе од коприва и семе од тиква. Мелени? Семки. Па не мора да бидат мелени, може и да се соџвака, како сака секој, индивидуално е тоа сепак. Тоа е еден дел, може да се внесува доста спанек, кога се јаде да кажеме спанек, да се внесува и витамин С, добро е една чаша цеден сок од портокал, да имаме уз тој оброк, или доколку внесува животински производи, може да се јаде 60 до 80 грама телешко месо или црвено месо,